Ја ќе Ај. Штракао! Папао! Дебели гикови! Епизода која? 26 мислам или 7. Не, 25. О, 25 до 27, тој е оваков. 33. Последна. Скоти пипел. 25 е, пошто знам дека ги едитирам две одеднаш и 23, 24. Абе, што да бе, има си пишува. Абе, до крај ќе имаме 30 и кусур, така, Си да рачунате пишува. си, да. А знаеш зашо? Пошто Прајте пауза, бе. Летоска, бе, до крај. Летоска не снимате. Вие не снимате. Абе, не сме, Мисли, брат, не снимаме летоска, да. не сме Да. го нашите колеги, байкерот и Ние кросфитерот. сме на кажи го на летен распуст. Да. А, на летен распуст. Па до 10 јуни, после тоа септември, па. Така. Октомври. Октомври. Добро де, Значи распуст поише трае. ние сме... Средношколци на факултет. Да, Ето, баш така. не, као се каше бе, Тоа, не знам. бруцоши. А, не знам, ја Не, не. Они- просто е кога си прва година. Е, па да, им завршува на 10 јуни, а им почиње 10 у октомври. мај. 10 Четврта година с матурантите порано завршува. Да, 10 мај, а ти почиње 4 месеци, брат. октомври, брат. Ле. Не, тоа се вика матуранти, кога завршуваш средно према факултет, а бруцоши кога почнеш факултет. Добро де, па овде измеѓу сме ние. Да, ние сме Ние више. сме ни Не знам, јас матуранти со ни 3 бруцоши. години средно сум, не знам како е ни да си матурант, ни да си бруцаш, брат. Ugostiteljska? Да, брат. Тоа е. И ти? Да. Ама туризам. А, туризам. А ја виш, ти 3 години ја више на мастер отидов в туризам на факултет. Претерав ја. Каде? Приватниот? Не, на ПМФ. А, Немам пари за тоа. абе ти е гари. Нашите спонзори не плаќаат доволно. Само Аз да ги земете треба спонзор, див бе, брат. Кој бе? Факултет за Па туризам. ПМФ? Не бе, мојот универзитет. Да, чива за таа туризам и Како менаџмент. чува е, брат. Брата, Не, ќе која- ти Одној отвори од Охрид. консио свет. Ѓоко Таневски. Он ја пе? I Он е feel like меѓу- fish. Да бе го знам. Ѓоко, ама не... Ѓоко, не Ѓоко, Ѓоко Таневски. Ѓоко. Ама на крај Таневски. памет не ми ти декна дека таа е негова. Не, па он е нешто како донатор, мислам дека исто е на факултетот, ама Си купил диплома, изгледа. Донирал бе, брат. дипломи купил. Здраво. Здраво. Живо. Радо е Нишо, дека а на кажуваме гости здраво. денес Цаци, Фет Кичен, така, така. Е, случајно, а? Никола Исаиловски, a.k.a. Фет Сацко, a.k.a. најбољи другар на Фиц, a.k.a. човек... Кум на Фиц. една Кум година. на Фиц. Кум сум му, дечко. А, не знам за тоа. Топ, јас сум. Ој, куме, море, Е, така, куме, да. златен. Море, сум играл прв номер пред него. Така. 3 минути, брат, и толку беше. Замислам, на свадба свират новиот почеток и ора се... Абе, знаеш ли Свиревме, бе. дека Свиревме, на абе, свадба свиревме. кумот е побитен од зетот и невестата. Брат, свадбава се деша хаос. Значи, тотален хаос беше. Многу јака свадба. И едно време ми доаѓа газдава на ресторанот. Вика, куме, ќе сечете торта или не, вика. Викам, шо? Абе, уште 15 минути, вика, свадбава завршува, вика. Вака седиме, се вртиш, брат, го гледаш еден другар исто, бившиот ни бубњар, Сајко, на, како се вика, на новиот почеток, зема толкав нож, брат, сечам. Брат, Тоа е тоа. превртување, свадба беше, вика, друже, торта ќе сечете ли вие или да завршуваме, Или да да се пакуваме? Ајде, па торта, па... Па Бидермајер, па тоа све на трчање да. На брзинка Ајде, се. зетот ќе Отидовме- сече е, тортата, а отидовме- невестата ќе офрла Бидермајерот. Отидовме после тоа у балет, Леле. Јасно. поклон добија, уште го чува дома од покојни Зоки Панкер, седи вака ја гледа у фустан, дојде на невестава, леле, чекај, вака, морам поклон да ви дам. И вака седи сам, па го вади, микс она за цедење портокал што му стоело 35 години унутра, повели. Да. Топ. И уште си Се функционира знае, така. не знам кај да вика ќе го урамам сега. 100% е нека цептар марка, нешто такво. Брат, тоа вака го гледаш на него, мувла има фатено, никогаш не измиено што капела, ама он таму вака седи портокол. И тоа, ама таков поклон не секој може да се пофали дека добил за свадба. Од Од Панкер. Зоки Панкер, Да. покојни, лесна му земја. Со него не умре нокниот живот, брат. Да. Толку. Он беше мислам дека последната
не генерација, последниот човек што го одржуваше тој да кажам underground. Underground, брат, ама да имаш каде негде да се бутнеш после 1 сат Така. додека До не кога раздени и у вторник и така. Уше браво е едино живо, ама Ќути. Не смее да се знае. Да, дека и браво ќе уште запомни. Фет Кичен е уште живо, ама Да, инкогнито е тоа, брат. Само ако Инкогнито е. имаш бројот миле влагаш, брат. Ја истраф еден автор убраво. Леле, брат. Нема друго каде. Да. Нема. Ама има и финта како да си отидеш, брат. Има. Да, само му кажуваш миле отвори, ама без да те видат другите. Јас се заштедив 2 сати пред некој петок. Пошто завршивме таму и почна шатовите да вртат за пола саат 10. И само си викам сега да се поздравам, време ми е да си одам, викам затоа имав доста разум. Викам ако се тргнам да се поздравувам, да ќе потрае душе саат и пол 2, седи, не си. Само отидов на Миле, викам отвори да си одам. Трак, хајде. И јас не знаев, си излегов и гледам затворено и среќаме видеон, ми вика Прати све, бе. ми вика Све ќе гледа, си кој бегаш или гледа. негде идеш. Викам да си одам. Чекај само ти отворам. Викам еј фала ти, убаво. Чао. А до пред ноќниот живот, сакам да се заблагодарам многу на нашите партнери, нашите пријатели, спонзори и БФФ и се останато. Сакам да заблагодарам на B42 кој што повторно го обезбеди овој прекрасен простор да можеме после точно една година да снимаме повторно со нашиот најдраг цаци во Fat Kitchen, од Fat Kitchen. Може и ви да го обезбедите без само со резервација, но оставете по еден ден од неделата за ние да може да снимаме. Сакам да заблагодарам на Бенто Бун Кейкс кои што ги прават најубавите и највкусни мали бенто тортички кои што се 20 до 4 и ако сега да си нарачате тоа направете го 3 до 4 работни денови. И Са, точно. 3 до Да, 4, да. брат, и газите. Абе, што да ти кажам? Само се благодарам на Goblin Games, најубавата и најголемата продавница за друштвени игри која што годинава слави 25 години. На журката си Во поминавме. недела, да, тоа беше. То беше. Абе, лудница беше. беше. Јас се видов И пред ти беше? 3 дена предходно се видов. И со нив ми вика у недела, викам после идам кај дебели гикови. Да, тоа вика. И ти беше на Да, бе, дека не те видов. Од 12 до толку 6. што тој- И ја тебе не те видов. Не, па ја после. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кои што не напиваат со Red Bull и даваат крилја и сакам да му се заблагодарам на Цаци Fat Kitchen Сте живи и здрави. кои што технички ни ја пририли храната, пази ги го скрши, Многу си силен, бе. кои што ни ја пририли храната, ама не ни ја донесе пошто ние се земавме. Да. Го поштирив. Не, знаеш што, ако Овој вида пат го дека сум ја, поштиривме. можеше да ни пукнат. Ке плукне. Може да плукнат. Денеска на мени имаме, што имаме? Ова е за тебе. Ова е за мене, пошто јас имам Макарончици. проблем со завите, се јадам mac and cheese, dankeschön. И вилушка ти стајле. Је. Две. Две. Не, и за компирите е тоа. Да. Не знам ја што ќе јадам. Тоа е мартадело. Не. А не, crispy chicken може да е. Да, crispy chicken не се гледа. За тебе? Јас ќе ме зиме дрти фрес. А, дрти се? Вајде. И ти можеш да еш тоа. Да. Дидига нашта личи. Темо, конечно дојде, плиз. Нека ти го сменат логото на следното питање. Да не е така од другата страна. Да. За која ќе се отвори да се гледа. Аха, добро. Ама ова некој е бабачко бе или ова. Ќе дијам? Ништо ја ќе јадам дека гладен сум. А сакате вие да зборам? Може, Јас да ве прашувам и вие да зборите. може, може. Ај да ги свртиме улогите. Оди. Као К15 Како се јаде, бе, брат? Брат, пробај се, Со влези уста како се со јаде. клизач, со лакт, со све. На Ово по таму. на една анкета што ја направивме ни пише да ме многу мљацката. Ќе мљацкаме пошто сака нека биде. Не, јас сакам да ве прашам вака после колку време снимате дебели гикови? Колку години? 2,5. 2,5. 2,5 години. До сега кој гостин ви остави најмногу впечаток, во смисол на имавте разговор што ви изненадил, не сте очекувале дека муабетот ќе ви истера натаму кај што ќе ви истера и најмногу научивте тој гост. Јас сум се спремал за овие прашања искрено за ако не викнат некој што интервју, ама еве ќе си ги одговорам кај нас. Искрено една од поомилените епизоди ми е со Гоце Светановски, режисерот. Топ. Друга интересна ми е со Тони Зен, со Таско ми е интересна,
Со Фиц многу ми беше интересна. Да, добра емисија. Сега снимавме со Сара Климовска, исто многу добра. Тие ми се као фейворит. Обично последните ги памтиш најмногу. Да, Нели најмногу ти со Гоце остана? Цветановски ми е уж пред 2 години него. Така, снимавте у старото студио. У Мов дури снимавме. Мов дури снимавте. Да. Таму тој му знаеш како беше? Значи едно нешто го прашав, ми он дека пиер спремен максимално. Но па види се, многу е битно исто и соговорникот да сака да збори. Апсолутно. Зашто може да се поводи да некој да му ги вадиш зборовите од уста и за џабе. Да. А исто така до сега од сите емисии што ги снимивте со јадење, Тебе кој која ти ви е? беше? Ја не си кажав бе. Да, кажи си. Па едно прашање, Да, двајца може, сте. може. Не бе, гледај, ја тоа сум го кажал, ја бев изненаден со муабетите од Таско. Таско е супер лик. Таско сите, ја го си имам запознаено лично со него, бидоствуваме така пријателски, доаѓа јаде у Фет Кичен, значи супер лик. Мимо музиката, значи тоа се више вкусови. Како ликче, јас сум искрено со изненаден, муабети? затоа што стварно детето, не више дете, има доста проедено, има доста искуство, родител е што е исполнител на сите подлиња, да, на две. Значи стварно срце човек и по улица, често не знам, така ќе се разминеме, татко, ќе се раздера од негде. Да, Таков е, таков. Да, супер лик. Мене ми остави впечаток тоа што ја знаев дека он гейма. Ама не знаев дека е навлезено онака скроз со муабети, играта ја одложија, па после тоа кој искочи не беше добра, па после ја поправија. Таа генерација. Со овој пач, со оној пач, вака така, и викам, дечко, стварно го си гейма по дома, не е... Он е таа генерација кој што без гейминг, мислам, Да. и ние, ја не знам да играм соло игрици. Ја, ако играм игрица, да сме у екипа заедно, така и Мултиплеер. да, ама не мултиплеер, вака да седнеме и да играме. Кооп се вика тоа. Да, зашто исто ми е така и со музика. Ја не знам сам да правам музика. Ја свирам у бенд. Ја не знам сам да терам на работа, се леле сам. Ја екипа да сме, да се друштвено, да си ги поделиш одговорностите. Тоа го каже Фиц, мислам и ти го имаш кажано, ти само песните на новиот почета да го знаеш. Па да ги нема свириш. потреба, не, Па и не. од другите бендови што сум свирал. Иначе нема потреба да ги знам други, шуки ми е. Ти беше второто прашање за што сме научиле? Што ви останало као од муабет и ете, може и сте го примениле како совет, како Абе, види, секоја епизода ми е мене лично лекција, пошто ја отпосле ми ги монтирам. ти ги гледаш 20 пати. Ја ги гледам, више И рилчињата кога и ги рилчињата и кога ќе излезе дали е добро, пошто YouTube, леле, значи YouTube колку е најлоша платформа. Да. Го уништува квалитетот, ама не знаеш колку. Дечки, ова што го гледате е ужасен квалитет. Тоа што го снимаме е многу подобро. Стварно. Джабе, color gradings и more gradings. Јас сум заборил, пошто ја ги монтирав исто на Фет Кичен емисиите. Ја ги монтирав во сам епизодите и тогаш беше све коректно. Значи, како си правам експорт на крај, така си изгледаше све и на YouTube. Ама YouTube у последно време, последните години, има некој многу лош компресор ставено, каде што епизодите ги прави брилјантави, брат. Госте, како? Има зум, директно во него треба зумче да има. Но види колку го за 14 секунди го. брате, ти си Боријан, значи вака јаде, брат. Боријан, значи вака. Сакав да се пријавам на TEDx, имаше Одма ќе ги изеде. Да. 30 кебапи. Да, бе, зашто за 5 минути, за колку време ги изгледаш? Добро, тоа лесно е право. Значи кашель. 30, знаеш што брам? 10. И знаеш, и секогаш ги гледам грешките што ги правиме, не добро наместен кадар, микрофон не наместен. И секогаш што него му кажувам, следната емисија вака, така. И баш ништо тоа не е приметно. 90% не го правиме. Па на старост идеме. Нема, брат. Баш и пуштивме се анкета која што уште е актуелна и може да ја пополните. Две прашања само. Зошто гледате и зошто не гледате Дебели гикови подкаст? Додуша, поише ме интересираше второто прашање зошто не гледате. И добивме неколку окей коментари, неколку чудни коментари, ама сепак нивно мислење. И Red Bull. И баш секогаш сакам да применувам работи, пошто Класик или зиро шугар? Зиро. Не, озбилно или бе? Не бе, дај зиро, да. Добро бе, не знам да те Не бе, не јадам блаво. улица си. Тенчо. И секогаш, пошто го правиме ова за 99% од љубов, тој 0.01%
Ај. Cheers. Некои пари што влегуваат од кажи го од спонзорство, од тезги едно друго, кај што може да купиме камера, светленца, видам сам. Некојаш треба да покажам како е позадински, колку неаме ништо опрема, за разлика од други подкасти што имаат опрема, ама пошто YouTube компресира видео, ист квалитета. Да, тега е. Колку што ни е на нас лоше и нив има лоше. Тоа е убавината на YouTube и тоа е убавината у денешно време, што се многу малце, Така. со многу труд и љубов, у смисол, а со малце опрема можеш да направиш добар контент и добар продукт и не е само за подкаст, општо за било што, така да пак на крај сепак треба да сме благодарни што го имаме нели YouTube-ов како платформа. Ова мислам дека ни е нешто 70-80 епизода негде ни е. Еве како правиме од Не, 70-80. од минатиот пат кога снимавме, зборам за Востанот, тој има плюс некои светленци. Ова само, у средина. Така? Не, камера, што не е наша, што ја поземуваме, една наша камера, твојата, светленцава се различни, ама иста генерална светлина и Тоа е тоа. толку. Пак ќе кажам, ќе се исплати. Да. Ако ништо друго, све тоа што го имате оставено и ќе остане на YouTube, на многу луѓе ќе им се најде у животот за било што. Така да Да, па тоа кога почнавме ја, тоа ми беше идејата. Да снимиме за да остане. Не мора да е актуелно сега у моментов или да. Ај, знаеш како за уиднина некое дете или било кој што сега што е дете да каже абе чекај цаци Fat Kitchen. Да збореше таму. Вика чекај еве го, има кај нив бил кај вамо бил кај тоа да слушам малце да видам што се дешавало. Исто така и на Spotify сме актуелни. Е тоа ви е Не сме го испромовирале толку за луѓе да го слушаат, но има као 50 на луѓе и таму се укучуваат. Тоа на пример ми е поинтересно пошто има и видео опција таму. Аха. Ама можеш на телефона ако се само да си го скролнеш нагоре. Не како си да исклучиш. Аха. Да го заклучиш телефонот и да се Да си вртиш Инстаграм тоа ти да пошто YouTube мора ако немаш премиум, нели? Да, јас се морам да си ставам. Не Ја не му давам на YouTube пари брат. Не можам више брат. Мене ми дојдено тука, ма никам да му дам пари. Не можам, морам. А Spotify го плаќам за џабе, зашто не стигам кога да го пуштам. Ја го пуштам. А YouTube го пуштам. Ја обратно. Ја у кола Ама колку возиш кола бе брат? цело време А сум YouTube кола. премиум ќе си пушташ и на YouTube. Зашо брат кога на Spotify си можам све си. Поише пари зимаат од YouTube. Не бе, поевтино. Поевтино е 5 евра. Не, сакам да кажам луѓето, јас Аха! вие као корисници, ако Јасно. не поише пари луѓето прават, ако на пример музиката ја слушаш на YouTube, зашто Spotify многу помалце пари се прават. Не вор? Шо? Вор. И тоа сега да кажам, пошто имаше одговори на анкетата у стил, абе многу менувате сценографија. Абе ја лично да можам да имам финанси, да средства и се останато, секоја епизода сакам да е различна. Да бе брат. Една Тоа да е тука снимано, друга да е мамо доле позади. джакузито, ја не знам зашо не ставите една. Джакузио брат, мора да снимате една. Не, ќе снимаме, ама Ќе снимаме, ама не знам, сетапот со камерите како да го направиме брат. све може да се направи, само поголем проблем е ова, микрофониве. Ни требаат малце по-динамични микрофони за да може у рака да ги држиме. Овие можеш, Ама ама многу шум преко го да, држиш. многу шум прави специфично овие. Ако земеме, не знам, Шуре SM7B, Ќе кој што биде се и тоа. 300 евра, ќе биде. биде и тоа. А за да биде, ве молиме, контактирајте не, доколку сакате да донирате да поддржите, како што не поддржуваат цаци со храна секоја, сам една година цаци. Една година, а? Топ. Точно. Мене искрено ова ми е најдрагата соработка уживо што имам направено со тебе, со Fat Kitchen, односно со сите што сте таму, пошто како да кажам, најдобра соработка, наједноставна. По природна не може да биде. Да, баш така, поприродна, По пошто природна не може да биде. Пошто знаеш, со други сме, ајде да се договориме, ајде да го правиме ова, ајде тезгичка, ајде вака, ајде така, онака. Со тебе сме, цаци, те молам, толку и толку саат, тоа, готово. Може нема да биде готово у толку саат. Да. Може ќе заборавиме да го направиме, ама ќе биде. Деја се касеше, пошто ти ни дојде на подкаст. Да.
Ти требаше поише време да Да. загре. Ја правев таму, па дојдов тука, па пак сега идам да правам. Исто исто така многу ми е драго што еве година дена соработуваме. Премногу луѓе што нас ни пишуваат дознале за Fat Kitchen преку нас. Да. Знаеш како, си се гради еден вид на комуна. Така, пошто и вие си имате посебен круг на луѓе, Така. публика која што гледа и не знам, мене ми е многу природно. Так. Значи и тотално дојде природно и соработката и све бла. Така да не знам. Преку Стефан од Пагодата договаравме. Да, Стефче Фунија. Тоа треба Стефанија. Леле, видете го ова. Видете го, значи оваков помфрет. Наскоро ќе кај има цаци. нешто ново, можеби емисија кога ќе се емитува, веќе и да почне тоа ново, тама ај ќе видиме утекот на муавет. Ти ми спомнам мене нешто. го Попост. Го Не на најавувано, почеток. го најавувано. За специјално следен збор? Не. Не. Заборев и да ти кажам Не му скроз. кажу, не му кажу. Да дај ми. Попосле умаветот ќе зборнеме. Сега ќе сте штит овде и тоа е тоа. Не, стварно кажи, било што за да стам тит. Мислам дека ќе биде нешто ново кое што ќе можете и физички да присуствувате и да си играте. И психички. И психички. И физички и психички. Оди стој, пипи. Само на физички и психички ќе остане. Предпоставив што и сега да кажам, многу луѓе ни пишуваат као тички пев у Fat Kitchen, многу е убаво. Нема врска, има и коментари што basic, окей, нема веза, ама сега ти кажам година дена колку луѓе преку рилови, преку едно, преку друго дознале за Fat Kitchen. Да. Годинава на Game Jam, седиме тука се заебаваме нешто друго, едно друго, ми поминува некој лик, ми вика, дебел гикови, здраво, што правиш? Абе, бев у Fat Kitchen на девас. То, Да. као, Се тоа е поентата, тоа е соработката, тоа е ширење на така ние музика сме дознавале, идеш свириш со некого, прв пат дошол друг некој видел бенд, знаеш, принцип поддршка еден на друг е многу битна работа, што ја пробувам да тоа што сум го научил од хардкорот, од панкот, пробувам да го применам и во бизнисот. Така да сега за сега добро иде. Мене многу ми се жалат, вика, добро бе. Срам да ви е, вика. Го гледам примеру 1 сат, 11 сат вечер. А замисли мене како ми е ја уеден кога ќе почнам да гледам храни рецепти и Ау, света. брат, тоа е значи грешка кон чекорија тоа. Бе. Ај, што да правиш? и она Вика, и кога ќе видиме со тоа со бургерите или вика, абе у секунда ми се пријадува, вика, одма. Имаше една веб страна на времето, ги имаше да речеме 20 хамбургери. И кликаш, Абе, дечко, Луизијана. Бета бургер, како леле, брат, тоа да не го пуштиш брат. навечер, значи одма, овде оака се отвара една црна дупка, брат, у желудникот. Да. И се веа таму, како беа ти, ама како ги збореше човек. Тој со јужњачки таков, не со така, тексашки малце. Кентаки нешто? Па таков некој фазон. Ама бургерите беа. Ти гледаш на слика, вака ти викам, у желудник црна дупка се отвара, брат. Джао. Леле, колку беа добри тие. Као сикаш и страната. Страната скроз нешто, заборев. да бургер, нешто. Не бе текија. Ќе го најдам. Ама го кликаш и ти го објаснува тоа што има во Да. бургерот внатре, ама со таков сласт, брат. Тоа време имаше на YouTube едни исто така јужњаци што праја скари глупости, ама брат тоа беше све barbecuepeteboys.com. Чекај бе, Barbecue Pit Boys, така се Да вика. не беше со Джек Не. Што истура Джек на у све става Джек Дениелс. брат. Ова е ова е barbecuepetboys.com. Знам Никогаш фаците не им се гледа, али правеа брат, ле. Има уште такви што прават, ама Не баш се. од оние Лузијана, ама не се тоа. Не се тоа. Тие се од првине и не знам што се има на YouTube. Има. Не, ти викам, ова, брат, ова посебна страна беше. И на сите што им ја кажав, им викам, гледајте го ова, еве ти ја Три страната. сабајле. Ама пушти го викам на кај 12 седат. И сите ме пцуеле за посебно. И она мемето, у 30 сабајле през фрижидер. Онака стоиш и гледаш. И не знаеш што да јадеш. И може и нема ни да јадеш. Нема ни да јадеш, само да отвориш што има. Да. А, Тоа е у 30. Минимум неделно
3 пати ми се деше. Ма до задње време рано си легнем да спием, така да, окей. Иначе, јас знаеш што имам друг проблем. Имам проблем со струјата дома. Кога ја отварам вратата од фрижидерот, свети. сијалицата во ходник трепка, а само таа ни упалена навечер за Малијав кога спие, да му држи светлина у соба. И брат, ми се као на Stranger Things кога ќе почна да Зашо? Нема која правеле зградата, нешто утнале со струјата, уземљење нешто. Некој фазон наш има. Се и така, и и го пушташ, ја пуштам кафе машината. Филтер кафе, так. Аха, и ти трепка. Трепка со такво. Пушташ Со фазата ти. Фазата, значи Фазон кажав. во кујна, баш пошто сите три се на уствари на еден продолжен кабел фрижидер и овие двеве, тој шекер изгледа со некоја фаза нешто е и брат си И трепка. лајчево ти предам. Ама брат, у 3 сабајле и сега жена ми спие. Па отвараш Знае кога отварам фрижидер. Трепка, И слушаш, цаци, затвори! И вака после ти си слушаш глас и мислиш ангелче да вика не јади, не јади. Добре, ако му вика за затвори, да не, земи за мене нешто. И Стржи јајца. И после ми имаш тата. Да. Ке анеме. Иначе сега размислувам, ја мислам дека и после година дена немам пробано својот Fat Kitchen. Не бе имаш. Јас све имам. Се имаш пробано. Јас све имам. Што немаш пробано? Чопчици имаш пробано. Имам пробано. Pulled pork имаш пробано. Не го имам пробано. Бургерите сите ги имаш пробано. Double smash, Black Angus smash. Black Angus smash имаш пробано. Cheeseburger бе, имаш Не, пробано. King Angus имам пробано, Black Angus немам. Блек, Само тој ми го остана. Не, Стварно? не. Јас, Тој е еве, зреле. јас знам дека Драеджот, се... не, драеджот е друг. Е тој го немам пробано. Како бе Не, драеджот? не, го немам пробано тој. Драеджот, Ти го јадеш и во емисија? Да. Он не Ти го јадеш, ја не го јадев. Да, Тоа ми е драеджот. единствено што го немам пробано. Драеджот? Мислам дека Све заверам имаш пробано, све, ја пробам. И Мортаделата имаш пробано. таа ми е таа прва ја пробав, знаеш? Стварно? Тоа прв сендвич од Fat Kitchen Стварно? што го пробав е мортадела. Тогаш кога дојдовте или онака имаш нарачан? Не бе кога донесе ти. А на снимање, да. Сега да. ти кажам, ти доаѓаш, Кога дојдов јас уствари чиз јадев нешто, Нешто, чизбургери да, кога се јадев. договаравме, кога се Да, ама договаравме. у емисија прв сендвич што го пробав беше Да, мортадела. мортаделата. ти доаѓаш пред година дена, носиш мортадела за него, за мене веган веган Crunch кранч wrap. Тоаш постев и Е, имаш исто некој постите, овој период Да. беше, да. пред година дена точно. Да. Имаш нешто помфрит, едно друго, уште нешто донесе, ама не знам што беше. За може некој бургер да беше. За... Бургер беше да. Ама на пола го исаче за да го Аха, пробаме за сите. Тоаш многу се прејаравме, се изнајаравме. Ке го чуваш ли и дали може да го најдеме видеото вечерта, после снимање кога брат ми? Од брат ти. Седна ти ја, остана храна. У 3 сабајле јадете нешто, ми го прати, ми го прати. Не бе, од емисија си идеме до дома и специјално отидов ја да да нарачав. му викам, еве ти му викам и кога праши. Тоа видео колку сум се смеал, значи врвна. Не знам кај брат, знаеш? И на Вибер чатот ако уште Да, постои, ви ручатот ги. ќе пробаме на Си имаме група. И всушност тоа беше втора сезона уште кога почнавме во станот, беше многу јако што доаѓа гостен. Му даваме папучки, му даваме јадење. Не, ми се свијаше тој концепт, искрено да ви кажам, многу повеќе. Да, и нас. По кози беше. Тоа он го кажува често какви гости не дојда во тој стан. Во тој стан, да. Почнувајќи со Златко Гелевски, па ти, па се останат. Таско таму беше, Таско, Онизен беше Тонизен, таму. Денис Абдула, Да, не сам. Хонда. Хонда, Гораз, беше таму, Совка беше таму. Совка беше таму, Да. Мичо, Да. Тамо ни Стефан беше со Да. Симон Калаџиев. гости ни дојдат таму онака сега не дека сега не ама Да, таму да. ни трнаш што се вика. Да. И беше убав моментот, тоа што спомнав, папучки, јадење, кауч, микрофон до тебе. Таму уште игрици фалеше да се геймаат. Да. дека се А правима. имаше и PlayStation бе брат. Така? Ја однесов и плейка таму. Ама не игравме. Греш. Дека глупо ќе биде сега да Правиш муа, бе, гейм. и да гледаш позади камера брат. Види, Не иде да. концепт за четврта сезона може нешто да направиме здравија следна сезона. 2 на 2. 2 на 2, ќе го мислиме некој. Едиција некоја, плюс оф. Да.
Да, многу убаво беше таму и сите беа задоволни онака. Да, бе, скроз Значи, им супер дава- експириенс. Храна им даваш, одма почнувате едно друго. Додуша оваа сезона со храната гости што не доаѓаат, некој ќе пробува, некој малце се срами. Мијата епизода со Сара? со Сара. Дечки, баталете ова. Дај бе да јадам. Срце Сара, супер. Нема да го заборам Тонизен во влага, кај јадењето. Прво тоа. То не е најак Кини стал, беше- кога ќе се јави. Тацко, нешто за мене е вегетаријанец. И на ивент некад кој ќе се погодиме заедно, он да пушта музика, ние да правиме храна, само вака. Се пушта шиша рети, толку знае, не ни праша. И со Тони, да, со Тони занимавме многу муабети геймерски. Таму многу геймерски муабети правевме. Да, тен. Хонда која се облече чорапа, која покажа Тоа да. тетоважата. Тоа PlayStation. Да. И знаеш, у таа сезона со тие гости го приметивме моментот што многу им остававме впечаток, например, не знам, Хонда не спомна кај Лазаров, само. Да, бе, да, бе. Shout out. Друг кој нема спомнато така? Никола Тодоровски, ама он беше оваа сезона. Да. Ама не, некој кај байкерот не спомна, Хонда исто. Не бе, не беше Хонда. Срам да. Денис Абдула. Денис Абдул. Не беше ни Денис. Па не знам кој бил. Срам да ми е, ќе се сетам после. Не знам кој бил друг. Не е битно. Не е битно, онака им остававме впечаток на луѓе и тоа ми е јако што ние сме еден од два, мислам, тематски подкасти. Да. Видео подкасти, едниот е Ггн, другите сме ние. Уште некој не знам дали има, мислам, Шо? тематски подкаст. Само за една тема што се држи култура. Има бе брат. Поповине. Еј. Си гледал? Си гледал? Попкаст. Попкаст. Како се вика? Не се вика. Светлост и нешто, не Нешто знам. така. Има на ВВЖ. Аха. Попови бе брат со частни Не заебавај. сестри, со Да, Джими да. се И брат. браво. И подкаст имаат. Има и за рибари еден подкаст. И за Има, рибари, има, ба. има, Не, има, не, брат. има. Дај бе рибари да станеме, брат. Нема поега работа. Јас све имам за... И ја имам исто. Пецате? Ти пецаш од дојран? Не, пет. Порано Не, кога дете Јас Или лажеш дома дека идеш да пецаш Не. како 90% сите рибари, брат. Ја- Ловат сад време. Ја пред да еден период кога пецав, ама строго навечер, брат. Аха. И со светлеча тапа, со она, Лелеј. му се става тоа, си фрлаш, брат, и ова вака. И само гледаш свети зелено, добро. И бранчињата. И едно време се загледа вака нешто ли, оп, нема зелено. Ја имам една. И нема да го заборам тоа. Татко ми добива на нова година лотарија Нема шанс. у Романтик у Велес. Две Вечер. вечери у Романтик у Дојран, брат. Он славеше у Велес, главна награда лотарија, 2 вечери у Романтик у Дојран. Да. Па не има отидов у Романтик со чизмите, со трските у рука. Трски мамци и други тракатанци. Да, брат, и можам да кажам, тоаш прв пат е ова, не знам дали сум го кажал, го имам доживеано Дојран како турист, брат. Да. Дека знаеш, предходно у викендица викенд. сум овде влакаш, ти се отвараат врати, светла, повелете на Шведска маса. рецепција, ме разбира, да, за доручек шведска маса, за ручек се фул. И викам, значи, вака име на туристи. туристи, бе. Не, бе. Тој романтик е многу убав екшо. Убав е, бе. Да, бе, Многу супер. како тебе. Супер, удојрано топ. Ние сега сме за... А веќе бевме. Бевме топ си помина, бе. Ја имам многу јака прича со татко ми риболовство од Дојран. Се запознава со некој, не знам кој рандом лик од Дојран кој што е рибар, Риболовец. риболовец, сакам да кажам. Рибар и му кажувам татко ми најубаво се пеца преку ден. Од сабајле која не е ни разденето до 12, пошто после 12 е едно друго. На Чамец, на сред езеро. Татко ми се доаѓа у 12 саат. Значи, Жар. не знам што е најцрвено тука, не можам да најдам. Е, фотелија под Red Bull, Red Bull. Вако беше. Вако црвен беше. И вика,
ја ако не умрам сега, нема кога да умрам. Значи, луѓе, не знаете како беше. Значи, немаше место кај што не беше црвен. Затоа за татко ми кој иде има една кошула бела, ледена. ледена. Так, чадор има, ама он барем беше сега гледам, не. Со него влагаш еднаш учамец у живот и толку. Вторба дека иде у 5 сабајле, се враќа у 7 вечер, брат. На чамец од тогаш до тогаш. Ај. Абе сега, вика дека е на чамец, сега. Кај сега? Тај рибари да стане ти. Така, ти го гледаш дека о тераса ни се гледа као. Имаме дел што се гледа од езерото, дел што не се гледа. Ја на другата страна, бе. Не, сега ти ќе го видиш. И го исто двоглед и го гледа. Мисля, нема ти да го пратиш цело време шопри човекот. И после кога некој Филмското. го ставаш го немој као. Кај си? Немаше таму риба, па отидоме на другата страна. Како прија... Се враќа со замрзната риба, Ослич. Без глава, без ништо. Како И прија... се че сведа. Отишел у Фуктак, купил риба да ја еве ја направив. Не, Испечена, до сега тоа му се нема на чекот. Есено, ама знам прича на другар, дедо му дека тоа го направил. Со готова рибата, бе. Да, бе. Отишел купил од продавница. Он отишел... Дека отишел у казино негде у стриптиз бар. Лело идам ја по риба и се запил човекот доде. И се враќа изчистена рибата се, лело еве рибата и другаров. Испечена, знам. Бабо, што те лаже, вика, види рибава, изчистена, средена, све, вика, само да ја испржеш. Па, кога си одам кај дома по пат. Да. Сигурно, брат, то нема друга работа, ќе земи ќе чисти риба. Не бе, убаво е тоа. Многу е underrated, ама полека пак замира без да фест. Ако, брат. Ако, никој нема да доаѓа више, замират се. Ја мислам дека не замира, си функционира. Не се муце. Еден убав 1 мај имам поминато у Дојран. Цаци, ја у Дојран идев човек кога немаше езеро. Кога беше скрос се Кога немаше езеро, базен имаше за да се бањат луѓето, градски базен. И тогаш ми беше тие години ми се најубави во Дојран. Човека не... Двајца полицајци имаше у Дојран и тие бе у Фуктак. Немаше, брат, цел град ти е отворен, као да ти кажам, ајде, прави шо сега, шо немаме правено. Многу такви места има низ држава, што се супер, а остајани, заборајани од времето и стварно е без врска. Ние у Маврово често одиме, Мавровјанови конкретно, и сега се градат еден тон нови куки згради, хотел се прави од нови тука, а го имаш доле, одма хотелон се распаѓа. Така. За мене тоа ми е многу безвезен. Не е фер. Сакаш да градиш, окей. Еве ти го даваме под концесија, 100 години, работи го, среди го све, и поевтино ќе проедеш, ама не можам да разберам. Едноставно Мене некои ствари не... нема желба. Ама сега гледаме, што кажавме за Дојран, сега гледам па многу хотели во Дојран се стари остајани од времето на Југославија, бетон да речеме на пример, таму брат, матични клетки ќе ми најдат ако побарат бетон брат. Твој? Мој брат, дека све е оставено брат таму у бетон. Душата, не само на мене брат. Да бе, да. На цел Дојран што се Да. бетонни беше место кај што седевме. Таму се Дека тогаш и да сакаше на времето ти не можеш да бираш ти друштва. Ми се свиѓа овој ќе се дружам. Не брат. Тие се. Тие се и сите на куп брат и се дружиш. Тоа е од најстари до најмали. Сум правил ја одмори со моите како дете у Дојран, пошто тоа што го сме имале финанси, најевтино било Дојран, ама убаво се поминував. Сам сета јадат комарци 200
Тоест немаше толку комарци, многу мушички имаше ние кога одевме. Абе сите ги мислат тоа на Не е сијалиците тоа што летаат, Да. што Да, се светилки. собираат дека се комарци, усвари не се тоа комарци. Светилки се шо. Светилки се Не се ни светилки. мушички. На сијалицата што се добро, прават. не бе, мушички да. Мушички и има едни што се слични на комарци, ама уствари не кажат и тие животен веќе ме 24 часа, брат. Брат, сега да бидеме реални, има многу комарци. Има. Не викам дека нема. Да бидеме Ама реални. не е све што ќе видите на светло, Да, не е бе, се да, комарец. да. А иначе има. Мене- Реално има. Мене така тажна прича од дојран ми е, една вечер седиме, мене ми се јаде, има само една паштета, толку сме имале, небитно, и мачкаме, и брат, све затворено, внатре, джабе, влегле мушички, за една минута. Врз лепчето со Не. паштетата, пуна со мушички. Некам ништо, ова го фрваме, пробуваме пак да затвориме све, да намачкаме уште едно лепче со паштета и тогаш искрено не ми се допаѓаше дојран, пошто мушичките ми ја нападнаа паштетата. Ама јеби ga се. Реално, он сум го кажал, да немав ја викендицу у Дојран, ја ќе немаше да влезам у Дојранско никад у живот. Ја не сум влегол уште. Може ќе сум идел у Дојран, ама ќе немал да Кога си влегол задни пут? Лани бе? Да, стварно, се бањаш. Да бе, се бањам у езеро, ја немам. Брат, ти викам, ја кога беше кога Не знам како влагаш и изгледа тоа. искачаш цел зелен, брат, од езерото, ја тогаш сум Не се знам, бањал. лани кога бевме не се бањаше никој. Не сум видел никој. Ама здраво е со каота, со кој ќе се намачкаш. Да, бе, абе, пука со здравје, да. Младите текне со рибине, шо беше мртви рибина секаде. Да, бе, брат. Језиво деца ги гледа. Тато, шо е ова, вика? Викам нешто да рибче плива, се Плива одмара од климе. пливање. Пливај Гледај, тоа нормален процес Да, е тоа да, да. езерото. Ама и него ја- треба да го исчистиве, бе. Кога беше најчисто езерото, па имаше мртви риби. Да, да. Тоа е, ама треба да пројде и да го исчисти брегот. Нема, тоа. Ама тоа Ај, тие такви се теми да ги скипнеме. Sad se знаеш што ме интересира, брат? Како дојде првата идеја да правиш во Fit Kitchen специјали, специфично за фат брат вурст? Аха. Први идејата за специјали правење, ја имам од само отварање, мене ми беше тоа поентата. Мало мени и да има по едно нешто што ќе врти на еден месец. Специјал кој што ќе вакво не е некој нов концепт измислен, на многу места го има тоа. Ама како што почнавме, ја што све сум мислел дека ќе биде, кај сме стигнале, кај е отишло, тоа ти е И кај ќе вака. Да, и кај ќе биде не знаеш. Така да самата идеја постоеше од почеток, ама ете најдов прилика, ми се правеше октомври месец, врст, значи стварно и се погоди октобер фест, викам сега е време таман и да почнеме со специјаливе. И почна и еве го добро ситира да се. Мене мислам дека вурстот ми е се уште најдобрата, Стварно. најдобриот специјалитет. Си сакам добар колбас, that's what she said. Али многу беше добар тој колбас. Добро беше. Добро Као- беше. Не можам да кажам од кај се Да. нормално, нели? Ама приватно ќе ви кажам, ама добар беше, добра прича беше и малце беше ја ги поразличен. кажам промес. Не. Не ни постои промес више. Како бе не постои промес? Не постои мислам. Стварно? Да, давно затвори промес бе брат месара. Не знам. Немам појма, не ги знам мисариот. Не ги знаеш Сам месарите. не ги знам старите што прават. До души миг мислам дека едно време пропадна, ама гледам дека тука се отвори. Помалце ги има на вред на Да. Се и ново лого имаат. Не, Стварно? Да. Ја чварки зимав едно време од Мик Свети Николи и пача. Убава пача има. Татко, влај, порта влај, брат, имаше комшо здраво, нема за тебе ништо му вика. Не се страви бизнес. Нема за тебе таму си. ништо. За мене не. Комши има за тебе ова, она, значи дептенси го имаш. Многу е битно да имаш добар однос со месарот.
Да. Месар, добар месар. Ние немаме со месарот, имаме со готвачот. Имаме, да. Така да- Мање више, тука е негде причата. Мене најболи специјал беше оној рубенот. Рубено. Го поговори. Рубенот, мене ми беше леле. Многу не секојдневно, Да. многу различно од све до сега што било, така да затоа ти оставил толку многу впечаток, вали. Тоа беше вториот? Тоа беше вториот, да. Да. Беше вурсот, рубенот, познам што беше? Тако сите беа во декември месец. Да. Јануари беше Митболсот? Не, февруари беше Не беше мидболс. мидболсот. Пред тоа имаше нешто. Јануари беше Такитос? Не, тие беа не. пред. Такито си беа. Тако си беа во Ау, да бе. во декември беа такосите, Такито си. а такито си беа во јануари месец. Тие беа као февруари. триаголник, така? Не, пражените, а ние замотаните. Тие беа А такитос. такосите А такосите беа тако или немавме такоси? немавте, немаше тако. Не. Што имаш во декември? Не напомните. Де, брат, што ми е? Како вака бе? Чекај малце, јас све јам, не може вака. Абе, ова драеджот беше. Драеж. Драеджот беше бе, да бе. Тоа сам да кажам драеджот бургер, беше, ама не бе. знам кој бургер беше. Драеджот го остави. Драеджот беше, да. Бургерот па маслина, маслина и сега е фалафелот. едно од И подобро. фалафелот може да ми е на второ место. Мене ми е. Мене ми е. Добро. Фалафелот Одлично. кога пробав, леле. Одлично, многу луѓе има публика за фалафел. Има публика као што е познато на пример донер во светски рамки, бургер, така си има и посебна публика за фалафел. Имаме на пријателка ни више на подкастот што кажат дека ќе протестира ако тргнеш на тако. Така да мислим ја. Ќе се потрудиме. И пуштив преска видеото дека го продолжуваш. Вика, yes! Ми вика, ама Не. до крај Ќе видиме. Логистички имаме малце проблем. Ја сакам да биде све како што треба, односно секој пат да биде стандардно исто. И сега со тоа само уште стандард да пробам, пошто сакам сами правиме топчињата ги правиме сами лепчето го правиме. да, браво. Да, лепчето го правиме сами. И уствари сами ни помага шеќерна. На малце апдейтираше продакшенот. И сега ете така пробуваме некои работи плюс да Дали Извадиме. ќе биде тоа што го кажав ја од поново да се повторуваат истите специјалитети во месецот. Пример, октомври знаеме дека врски има у Fat Kitchen. Па октомври може. Сигурно. Да, октомври може, знаеш зашто? Затоа што е врзано октомври со Да, не, Октоберфест, бла бла. За да знам за А за за до Рубенот година? дека ми е. Не, Рубено знаеш што го размислував на некој од фестиваливе можно е да упали затоа што знаеш бургери, ама више мене ми е досадно и ми треба нешто и поинтересно, поново. Знаеш, тоа ти е Постави кој у исто мене. да си, а не у мене. Не. Мислам дека нема публика Имаш толку проблем за- Со Тино. со Тино. Ке дое на врата, ке ме клоца од дома до Fat Kitchen. Рубен ту дели, дојди мамо се. Ајде да го правиш ти. Баш ка малски ти е, мало нема. Он е хром, ствари. Хроме? Да. А, не знам. Ромец. Па готово на клоци ке ме дига. Ке фалафелот, мене специфично ми се свиеше метод пат што го пробавме. Пола го изедов, другата половина ја оставив после снимање. Брат, исто беше, Исто, не беше да, ни да. стврнато лепчето. Па нема, да, зашто дента било правено све Да. тазе. Све е тазе, тоа е работата, све е тазе и сега одредени количини се. И тоа е. И јас имам фалафели и на други места пробано, Кај нас или странство? кај нас. Добро? Многу ми се тврди, многу ми се густи, многу го джвакаш онака безпотребно. Кога го пробав кај тебе, абе, многу подобро ми беше. Плюс топло, додуше у салата го имам пробано фалафелот и ладен, стоен вајда Да. и ниш не ми се допадна, ама кај тебе со кромиче, со крставечки, со тоа. Чекај, фалафелот се вика уствари ќофтата? Ќофтото е фалафел. Значи, можам ако нарачам фалафел да ми донесат ќофте само. Без лепиња, таква, може. без... Може да кажеш само Не, дека кажам го пробал у салати. на други места го имаат. Да, И у не, салата. не, Да, бе, не, да, не, бе, општо. Да, има За каде- фалафел боул. Аха, Фалафел бол се вика, да. добро. Вурстот ми е омилен. Мене не ме купи толку како тебе рубенот.
убав ми беше, го пробав 2-3 пати, ама не ме купи толку. Такитосот, леле, таки сто со Да. Китосот- Тие ги пробавме на Game Dev Ref. Тебе тако Не, си. да, тако си, бе. А Такосите. такито си беа по таки- принцип такосите само замотани и deep fried. Deep fry, да. Ги јадевме кога снимавме онде сами, леле, кога си направив албум, Имаме кога почна ми тече од сите страни тоа. Имаме видео од кога ги јадевме тие, таму на Тито посебно многу не руга. Абе дебели бе, јадат, абе свињи, абе вакви. TikTok, луѓе, TikTok е само за ругање. Да, бе. Ја онака Абе, ја не сум пред знал. некој ден со маркетинг агенција правевме муабет и коментиравме социјални мрежи, бла бла. И сега TikTokот окей ни е на Fat Kitchen. Ама вика, и сега баш девојче што работи вика, на Инстаграм имаш луѓе кои што више те следат за твојата публика, вистинска публика. Facebook Мртво. мртво. TikTok вика само хейт. И коментарите сите прескапо, дебел еден, прескапо, дебел. Абе, Ја га седам викам што не, и сега гледам и на Инстаграм, еве ќе бидам најискрен, ја го гледам рилот, било кој рил. Гледам, не читам ја коментари. не беа никад коментари не отворен. Не, Ја на за YouTube немам наш- коментари отворено, седнам и на YouTube да Не за нас, општо да седнам и да Бе, гледам да, ја не читам коментари никад. Човече, колку хейт има по коментарите, ја не сум не бев Да. као да ти кажам сега кога прочитав Овој коментари беше со на овој, со Рил кажи го со Гоц. Ле. И тоа уште е актуелно, брат. Така, Уште се пуцаат на тој Рил, Колку брат. коментари има? Не знам, имам Не знам, 200-300. тоа е, брат. 4 месеци. Уште до ден, еве денеска имаше коментари. 4 месеци, брат. Не бе, тоа е, не знам, тоа... Да, кога ги јадевме такитосот на TikTok кога го објавив тоа видео, дебеле и мрсни свињи, ќе умрете, пукајте си Оземпик, абе ваката. знае, тоа е. Значи викам, и се окей. Седнам и ги читам. И се размислувам, некој треба да седне, да што е тој гнев што го јаде да го напише тоа. Окей, нема веза, стварно сме дебели, стварно Да, па дебели ги кои се вика за да, бе, да, слави. не чита ништо такво. Ништо такво не чита. Ама гледа дека јадеш, зашто јадеш? Мислам, нема веза, нивно мислење си, ама само да кажам, Не праја ни концептот, ни прича, ни ништо не гледаат, него едноставно само да се Да, бе, еве, и иначе со Гоце. 186.000 вјуси имаме, Ле. 169 коментари и Ама знаеш ли што е јакото? 994 шерс. Знаеш ли што е јакото? Гоце седнува и со сите влага Така, и дебата, брат. Абе, цело видео направи на видео направено? YouTube. Да. Цело видео направи на YouTube со коментарите од ова видео, брат. Да. Од овој рил. дури не му искачаа сите и само тие што можеше да ги види ги коментира. Да, значи не знам, тоа пукне ептен и јако, брат. И види, пак е нешто што е хейт, нешто што е мислам многу кај нас жута штампа многу лесно проаја, брат. Ние сме таков ни е менталитетот. Зависни сме, сакаш да видиш некој како да е интрига, да е нешто, некој како се прави паметен, некој како лошо збори за некого. Знаеш, кај нас тоа многу полесно проаја, него ли некој како успеал, освоил медали или не знам што е успеал у животот, било за било што. Мене знаеш ли што не ми е јасно? Отварам рилот, така? Добро. И сега гледам. Ај кај Гоце на рилот, па до негде има, абе не можеш така, знаеш, па е дискусија. Добро. Типичен пример ќе го земам рилот за Емили, како се презиваше глумицата? Франчес што ја зборевме за преска. Има. Што пееше на Има Baby Show. Емилија Мицевска. Мицевска. Емилија Мицевска е најбоља другарка со жена му на фиц. И коментари срамота. Значи, Од жени. дека пеела трудна. Да бе, видов сега наслов некој. И чекај бе брат, сега моце, стој. Јас сега го зијам, Што ако е трудна и пее бе, брат? телефонот
така, и сега го гледам, сега ќе го, срамота. Ти пиша? Не бе, Некој, ме разбираш? Да. Срамота. И шо, ако му... И ја и тоа, знаеш, и од друга страна го гледам као, филтерон треба да се испразни, брат, негде. Тој гнев шо има, треба, срамота, како така, ти вака и се прашам дали на луѓето им е полесно, бе, брат, после тоа кога ќе напишеш. Не. Не, моментот е Ја, ако би го напишал тоа, да се испукам и после тоа да сум си рад. Не, брат, чао. моментот е што нејзиниот настап на глумците пеат, има она културен момент кој што пее и песна и целиот нејзин стајлинг е базира на тоа. И луѓе, жени, значи жени ја напајаат, не е рандом типци онакви што немаат што да прават, сите се жени. Срамота, како не ти е срам, вака така едно друго. Тешки сум. Ама знаеш како она е постигнала целта со тоа? Да, апсолутно. Тоа е било и мислам не е било целта, ама многу поголема цел постигнала со само не знам што да кажам, мене ти викам ми е да се дрзнеш ти да седнеш и сега што вика вакво огне. Да се дрзнеш и да семеш, што те тера да е срамота. Ајде да даеш заради тоа и тоа, некако Дискусија да, да има, знаеш факт зашто не е добро тоа да го прави. Срамота, на што личи ова? Во, значи, само да кажеме, во театар. Срамота во театар, го правиш тоа. На што личи Тоа ова? по театри не се ебат на представи, пустат се извинувам, титни го. Ама, брат, на што Пустат прават личи? све да дем, сега вас се солекла, трудна, па баш убаво, трудна жена. Целиот настап, песната, Нема ли све е- поубава работа од трудна жена? Така, тоа нели Така е. представува човештвото тоа е најдоубавата работа и све. Брат, срамота, ајде. Објавам вчера видео со Фиц кај што збори за зошто повеќе се почитува странско слеш турбо фолк, а не се почитуваат културни работи на TikTok. Абе не те бива, ти ли наја да збориш на Инстаграм. Зашто тоа те гледаш ја колку сум... Ја не читам... Морам да ги Да. Не ме На Инстаграм додирнува, брат, тоа. Да, не, се смеев, на Инстаграм имам многу коментар. Мојот бик има иста златна менѓуша во носот. Да, бе, тоа ли? Абе ти Ти извини, брат, многу се смеевам. Абе, душата му извадивме кога се исприсада 36 години, 37 години. Викам, Ама му брат, стои. супер му стои топе, викам, брат, шо ти е бе на 37 години, ова на 17. Мојот бик има иста мегиша на носот. И пази репвайс. Имаш бик? Имам. Јако. Што? Сработа е да си сточар? Не е сработа, зашто сработа, не кажам ништо лошо, баш е убаво, што имаш бик, ни требаат повеќе сточари во наше општество, како и да е само напред. Замисли од луѓе како што коментирате, чекаме да одат на Марса настани. дали го пратите, бе? Еј, где се ви Марса. дошли тие, бе? Марса го пратите, Марса? Дај. Ја те брат. Ау, со... Абе, Што сите му правите со... Што очекувате на автери? Автери. Јас Не. сакам, ама не знам да монтирам. Што очекувате Прати ми. на автери да го ставам. Ај, Рамо! Рамо, друже мој! Не, Марс, значи, Ја- го заследив, не го следев човекот, нема веќе, го заследив само да му ги гледам тие. Бра. Ги гледав, мислам, Сите саат време, брат, Страшно, седев, брат. гледав и се мочав од смеј. Но- Ама почна со баш што очекуваш. Ама отиде, брат, со... Почна со она бадник во, како се вика? Не бе, со пеше као... А, со пеше, бе. Глупав фристайл. Не, тоа не беше прво, имаш одпослен беше тоа. Да, ама пак тоа беше баш тоа го очекуваш ти Не, на не, ваква. Почна со бадник у припор која пее оној Орцен Сарон. А, да, и дето дрр со узите дрр. Што очекувате да. Но тоа значи колку се смеева, значи има многу добри има. Абе има бе брат, што ти е само треба да се потегна, креативност има да. И ти викам исто видео со бикот. Океј, ајде, пак смешничко е. На TikTok е, абе не бе, бива, вие ли најавте зборите, значи 25 години до година после новиот почеток. И не бе, бива брат, за 20 години. Да, бе, добро, тоа се. Не, ама не ме тригернува, ама само да кажам, Ја имав сусрет баш со еден познаник, нема да го кажам пријател, со реакција така баш со таква
кој што е многу успешен музичар, а да не исмеува, ама сега да не ја кажам приказната, да не почнуваме бифови и хейт. Так. Ама луѓето полесно е да кажат за другиот што не го бива, знаеш, или дека не го бива, а за себе Так. Добро, затворим и оваа прича, да преминеме пак на нешто убаво. Технички, кога ги почна специјалите, технички со нас ги почна. Со капао мени. Капаот, да. Мене многу ми фали капао мени, ама мало се промени. И тоа баш нели го зборевме тоа дека не го испромовиравме доволно како што треба. Генерално и беше скапичко малку за луѓе, пошто ги тераш и да купат и бургери, помфрити, и Кока-кола и соки све, да. и сите тие работи. Ќе го направим. Сега, тоа ми е следно. Ќе правиме ли нешто следно правиме, интересно? дефинитивно ќе Нека ти поминат сите специјали, само сите, да. со работки што ги правиме. Не бе, ќе ги направиме, може да си ставиме уште од сега, ако сакате, за септември. Вие имате емисија во септември? Не, од октомври. Поема немам. А октомври ти е вурстот, немаме. Или ноември или септември. Абе ќе се договориме, па не мора, усвари, ќе се договориме. Бе. Да. Ама ново ќе направиме. Да, нова. Јас- ќе осмислим. Јас само имам предлог, не сакам да е бургер, Да, може би да биде, нема. ама нешто Па до интересничко сега да само биде. едно беше бургер од специјалите. Да. Тоа и поентата со специјалите, зашто знаеш мене ми е преку главата бургер. Ми фали малце, знаеш, креативно да можеш да направиш нешто да го пошто гледај са сите овие што се специјалите, освен двурстот, сите бараат доста припрема. И затоа е многу тешко да биде на секојдневно мени, затоа што на пример за како се вика за рубенот. Месото требаше да стои 5 дена у вода да се маринира, па после го печеш полека, па го ова, па го, знаеш, и фалафелов треба да ја искиснеш наутот, да го искиснеш леблебијата у вода, па тоа однапред, па лебови да, знаеш, сите си имаат се захтевни да си правиш голема припрема и сега ако не си посветен само на тоа, да речем да правиш само фалафел, па и да купиш опрема и која што ќе ти убрза процес и све. Разбираш, сега ја да купам миксер огромен, односно блендер, и кој што ќе ми биде само за фалафел, а тој кошта 2000 евра. Разбираш, и тоа ще се исплати да го правиш константно секој ден. А вака за на краток, за ако сакаш нешто по-специфично да направиш, затоа не можеш да го имаш константно. Или нема да биде како што треба, или нема да биде тоа. Јас сакам да е нешто тортилја, брат. Аман бе со тоа тортилите. Не знам зашто. Како? И јас сакам. Тортилја ми е некако. По-компактно е за јадење. Да. Не знаеш, ја ти нарачав pulled pork и Да бе, и тоа го правиме некад. и pulled pork и нарачав chicken pesto. еднаш чопчиз. А чопчи со тортилја. Чопчиз у тортилја се направи сега ова што се направи фон преска беше нула, брат. Тоа се борев, брат, вака ми течеше од сегде, се борев да го изедам тоа. Чопчизот од кога го ставив, од кога почнавме да работиме со Волт, го виде светлото на денот. Значи тој сандвич, дали не знам, стварно не се трошеше толку многу. Дури сакавме да го тргнеме од меню. Брате, како почнавме на Волт? Нереално. Значи нереално, не знам што се случи. Дали подобра е сликата на Волт, дали не знам што, ама Имаме чист пример. Преходна епизода, што мислам не е излезена од кога снимаме. Сара Климовска живее, не е битно каде, у близина. добро. И вика, ме мрзи да се синам до Фет Кичен. Ана 5 минути Да, ми бе, од си нарачал дома, на бе. Волт. Си нарачува исклучиво чопчиз. Стварно? Да. Ето, гледаш? Кога вика, кога сум мамурна, вика, тоа као се викаше бе едно. Ја Со викам, јунешко, pulled бриош pork. лепче. Не бе, вика. Пулпор го јаде у Дуќан стално кога доаѓа. Не бе, Стално вика едно Дуќан кога друго. доаѓа, пулпор И јаде. викам едно као растурено мелено тоа викам чопчиз. Тоа вика кога сум мамурна, вика тоа го јадам. Јас се сакам тортилја, пробав јас pulled pork тортилја, не ми се свиеше pulled pork тортилја. Знаеш што е со пулпоркот лепчето? Нашето лепче плюс има, нели е прецелбан и плюс има си дава додатен шмек. Апсолутно. И дава, знаеш, обично левате воздуше се губи у месото, пошто рачуне ти у некој бриош лабаво лепче, бургер лепче, ако го ставиш пулпоркот, ќе го снема. Да. А ова го издржува, цврсто е и све тоа, така да затоа у лепче некои ствари се многу. Мене лично до ден денес pulled pork кај тебе ми е од рајот. Знаеш како, пулпоркот дури е нешто ваljda прво што искочи од мене, паблик, да се продава,
као Fat Kitchen, као Fat Цацко. И си остана тоа у топ 3 е најпродавани. Не има топ 1. По поркот. Нереално. А нема никаква ни реклама, ни да го форсираш, Нема, ни нема. ништо. Ама стварно е добар. Стварно добар. Може ли бе да очекуваме нешто пица стайл? Ете сега имавме со маслина да ти. Ама не, баш да е Не може. У Fat Kitchen конкретно не. Може ако е специјал, може би. за специјал. Па сега знаеш како? Тоа е грешката што ја прават многу локали. Ко пробуваат све да прават, од пица, од тост, од бургер, од хот-дог. И тост бе. Тост. Имам тостер, брат. На работа имам индустријски тостер сега, и ќе има еден специјал сега наскоро што ќе. Или да е лепчето да е, леле, тие колку ги сакам. Саве ќе стават и после со лепчето ќе остават Турски нема, ние. на тост. Леле, братче. Не на тост турските, со пегла. Еј, со пегла, тоа има еден старец на Рилчиња, го Ти гледа. турчин, Иска, баш. Така да, Со тоа е суџук, проблемот, леле, да. со суџук, леле. Суџук. Тоа е проблемот. Не знам кој немам јаден. Куменовски суџук. Немам кој знат кој немам пробано. Суџук ја одамна немам јадено. Нешто пред неполна година А, не, дома јас сум усмрдев години. све пржев суџук. И ти забрани суџук да Не ми зимаш. забрани, јас си забрани. Така, кога што направи бе. Мислам дека ова го раскажуваше ме пред една година. Да, па Че кога ти се запалило све? Не, Не, не тоа. тоа Не, со тоа со грамот, пенџерето, Аха. ама мислам дека и ова со суџуков го раскажува. Суџуков? Не. Беше го спомна. Ама кога ќе го испржиш тоа па суџукот, па кога ќе се отвори од една страна со јајца, Што години немам јадено, ама оф, И може да земе некој знаеш најагото суџукот. Не е скап, а убаво е. ама кога го погодиш. Ако пота. Па нема тие се. Појди. Ја земаш суџук, Што ти идеш на бит пазар на тезга, оној што стои надвор окей. и тоа е тоа, брат. Тој го грискач и за 2 дена фунгуси тука искача. Лестала се краш. Ова маска ти, не, види, таков сум. Не бе, гледај се. Луѓе го јадат, тој ништо не име. Ама Да, треба бе, да се да. навикнат да го јадат. Апсолутно. Од дете да го јадеш тоа. Да, немаш проблем, нели? Исто како у Тајланд кој ќе отидат наши. У Индија, брат, тие ги гледам. Не. И, ај, да не Не, отвараме да не, да. Таму не, таму да не. Индија таа тема. На подкастов сме онака ушаво узмуваме сме го збореле. Фет бурек, фет кебапи, фет втостови. Што сме Добро, збореле? не знам, пица, 300... Пица. Не ми е пица за кецаци. Не. Сега го размислив ја. Имаме, значи мене тоа ми е поентата, затоа не сакам да мешам све у ова да ставам и затоа е Fat Kitchen бистро. Понатаму ќе биде Што ти значи Fat Kitchen. Што значи бистро? бистро? Значи тип на храна не е класична ресторанска, не е класична фастфуд, него е нешто измеѓу. Аха, добро. И затоа кога ќе видиш у принцип нас ние бистро стайл, меѓутоа пак ќе кажам, едно сакав да биде, Искочи. кај ќе отиде не знаеш. И тоа е поентата на брендот Fat Kitchen, да се шири не истово да го отвараме на повеќе локации, него да биде следното да биде Fat Kitchen Asian, Fat Kitchen Italian, Mexican. Fat Kitchen нешто, бла. Фет Мексикан. Fat Tacos ќе биде. тоа. Фет тако стоа. Тоа мора да биде. За малце Ама ќе не, беше. знаеш, А за малце ќе беше. Знаеш шо ми е иако фет тако да е, ама да е у стилом на јојо, знаеш со едно комбенце шо го имаше? Да. Е, Тука иначе паркирано, не него. Е, него. Кај верото. Да, па тука има па маслина. да бе, па маслина му е А, да, таму. бе. Да е со таква брат и да си пример у парк. И го отвораш од позади, од комбез, од тоа на Си го отвараш и си правиш као у Америка, знаеш. Да, бе, ход да се ши. Ход Да бе, оној што се шета со скарата. По ивенти ше да будалата. Можеш Има нешто. уште пофраерско. Тоа некад би пробал да го направам. Има у Мексико се вика такос де канаста. Свари, знаеш што прави? Од дома ги спрема такосите, спрема месо, спрема све, на точак се качува, зима кофи поликолор, ги пуни една кофа со месо, друга со тортилји. И на лице иде- место ти бре. Абе и се вози такос де канаста и се дере иден измало. И ој му свирнуе. Застанува со точачето, го става на штендер. Так, бам, ајде.
тако дека наста. Ова знаеш У дека парк тако си. Тако си, ја на точак. Ле, за мисли, брат, знаеш што ќе колку биде. е ова добро за реклама ваква. Да. Нешто отпосле треба да се смисли, ама како што го имаш ти и гласот ти е таков. Тако с дека наста. И тогаш пак и добре пак и таму сум бркот прај. Да. Само таму ќе треба да биде со Сомбреро, да. Ова е Маса значи сум. помфрит со пул, ова може да се Може да се нарачи. Да Имаш се опција кога нарачуваш помфрит, имаш опција да избереш додаток сос од кашкавал, додаток сланина, додаток пулпорк. Ама многу луѓе не знаат дека има опција и сега ќе го спакуваме. Исто како што не знаат дека макароните може да се нарачаат со додаток сланина, додаток пулпорк, така да ова ќе го ставиме како Ова е посебно. луѓе Dirty за fries. мезе. Нема боле. Да, dirty Ја fries. ти нарачуваш Нарачуваш, со да, кашкавал. да. Сос од кашкавал. Да, ама ова Чекај, ова тука ми е нема боле. сос од кашкавал? Не, ова е со има. Sad se mislim Не бе нема. Ова е со порке само. Imaš be bro kako ne. мајо, не бе, мајо. Мајо е, не, нема. Го осеќам ја да е кој е кашкавал. Мене ако го изедам се ова ми е hard дек со гора Не, станат. ова е за мезе. Ама за мезе, ама сам го јадев за мезе. А, вакво си нарече за горат? Кога снимавме со Горас, многу ми беше како студиото у станот, од страна имав онакво како се вика Ступ бе брат имаш еден. антички грчки Ето кав да не. ступчето. Така, едно, тука. Сега, овде не може, види колку треба да се влече. Па да, Ама знаеш како, ова гимнастика. Овде да го ставиме вака ступот. Го однесам вчера да му сменив на ступот локација. Тоа ме тегна што се да ти кажам. Значи, свака час у Fat Kitchen како постигнувате. Значи, јас кога и да отидам. Еј, драмица е, го сега нека ти кажам. Не, Сам пајдеш овој. сакам да кажам, Волт Корпа, тинг, значи, не правиме ништо промоција, само ти кажам колку наеднаш стигнуваат. Тоа е многу, додека не го искусиш, посебно од другата страна, да го сработиш тоа, многу луѓе не може да го разберат кога ќе кажеш, ја бе брат за 20 минути, и тоа ти кога ќе кажеш 20 минути, правиш напор за да го направиш за 20 минути, Да. затоа што меѓутоа се случуваат грешки и многу грешки се случуваат. Луѓе сме, Значи, кај нас е работата што ние секогаш пробуваме да ја правиме грешката. Нормално е да се случи да се забораи сендвич, да се забораат компири, да фалат ствари, погрешна нарачка да се стаи. И сега тоа секогаш на луѓе, на гости го барам кога ќе се јават да се пожалат. Знаеш, обично посебно гладен човек да му е зезнеш нарачката е тешко е. Ја го разбирам. Бон се позади шо е? Со него брат. Го разбирам. И ја го разбирам револтот. Меѓутоа, јас секогаш викам, јави се одма, пиши, исконтакт. Вака. Гладен човек. И како се вика, секогаш јави се, кажи дека фали нешто. Значи, лично јас 200 пати до сега имам ќе ставам, ќе направам ново, ја или у кола ако е негде или на точак ќе се качам, ја лично ќе го однесам, затоа што знам дека некој ако е гладен и му забораиле или му утнале, што јас знам дома кога сум гладен, така. колку сум нервозен. Така да се случува, се случило и мене да ми забораат. И ја пак ќе кажам, разбирам кога ќе се изнервира некој, кога ќе се налути, меѓутоа јас секогаш пробувам да ја свртам на, знаеш, да ја поправиме грешката, па после тоа дали си се свиѓа или не. Ама ти го правиш тоа, пошто го сакаш да го правиш тоа. Па јас сакам И знаеш дека луѓе да вториот бидат. пат ќе ти се врати со задоволство ќе А ти се. мене не ми е битно дали ќе се врати. Битно ми е тогаш кога нарачал и оставил пари човекот, да го добие за тоа што ги оставил парите. Само да кажам, не го прават исто сите како тебе. Например, дој земи си. И мене ми се случило да ми го направат Да, тоа. да, да. Сега тоа више луѓе. Да. Не знам, секој со своето сега, секој си знае Да. у своја куќа каква си. Не, муабетот ми беше, значи, тинг, стига, не Јако покино. е. Јако е, брат. Многу е јако. Јака и Јако душа. е, брат. Ти укујна што се. Тоа само ти Тоа е, кажам, брат, јака и нема, душа на нема. тие два, колку сте се укујна? По двајца се на По смена, двајца. плюс на каса, плюс ако е гужва улетуваме ја, брат ми, кој да е, шо и да е. Не секогаш, ама да се живи и здрави, у кои немаме војници кои што колку и да, знаеш, луѓе се и нормално е да нешто се случи некогаш да се сгреши, меѓутоа јас пак ќе кажам секогаш
Знам јас некогаш нели да изреагираш зашто си заборел или што е да е, меѓутоа и со нив пробувам да им објаснам дека не е проблем да се сгреши, ама дај да ја оправиме, па после ќе бараме решение кој е крив, што е прав, како е прав, битно, али моментално скоро секогаш екипата што сме имале ФЕТ, никој до сега не си отишол со лошо, сите си отишле, ако што си отишле. Али тие што работат сега во моментот се То. јас мислам Абсолютно е војници, баш војници. војници кои што тоа буквално ти идеш фронтлайнерот. Идеш и гинеш. Ја за летно време тие луѓе како издржуват ја. У летно време, брате, знаеш како е добро за слабење. Летно време, брат. Идеш слим искачаш. Slim fit, брат, нереално е. Значи топење калории, потење, на ивент мене ми е така највалја. И вент кога те спука 40 степени ти на скара. Летоска така, на скара и брат, тоа имаш само вака, со јојо најчесто тоа, негде го кажа, со пивата. Кога сме на исти ивенти кога работиме, не ще прашуваат кој кај сака, што сака. Обично се ставаме еден до друг. Пошто и доста си помагаме, си соработуваш, не знам, ти фали ова, ти фали сос. Сега имаш муабетот бе едноставно. Брат, знаеш како ја сакам да поставиме една таква сцена да изградиме, кај што ќе си помагаме едни на други и ќе си се поддржуваме и ќе си се промовираме, него ли што ќе си јадеме еден за друг лајна. Бургери. Да. Ме разбираш, и така, и се седиш, јој од едната страна, ја од друга страна, плескаш, чуди тоа, и само имаш вака, так, пиво ти искача. Маш, некс, после, пак, ти му даш пиво. За тие на екс у Грција, Да, нереално е. Ангус у Lidl ги има, Аха. 250 стакло. Се отвара на онака, не ти треба отвараш. Ке ме пратат, иди да земеш од смештај пиво, идам, едно го отварам, го лупам на екс, го фрлам у канте, зијам уше подвеза за на плажа да... Ама тоа првото се лупа на екс, брат, обавезно. После тоа се пие на тенане. Сега кога беше Street Food фестивалов, тоа ми се деси буквално стоплав, едно танк на екс, едно танк на екс, 8, за саат време, брат. И ништо не ме вечерта си прошла, све утре дента стане. Глава ме, што ми е, зашто ме боли толку глава, и си тера денов. И доаѓаме таму и овој со пивава што точи од шанк. Брат, они, брат, ние бевме измеѓу шанкот, ние и јојо. И са јојо ти фрла пиво таму, овие од шанк ти фрлаат пиво, брамо. Кај да се свртиш, пиво имаш, брат. И работиш, и вика, брат, ајде денеска иста шема, пиво, вика, чекај малце, колку испив ја вчера? Не ти ги броиме. Јас викам, затоа ме болеше глава цел ден денеска. Не, ама знаеш дека има вистина со тоа клин со клин се избил. Ова го приметив у саботата. Бев искочен, бев за прв пат на Nu Metal журка. Беше у Круг. Лонгплей. Под лонгплей. Круг. Да, Джигер. Джигер пушташе музика. Може, да, не Джигер пушта музика со капче, Да, бубњарот на да. сите можни бендови во кои еден е од моите бендови скри парченче. И си поминав прејако дека ме врати у времето. Да, скоро. Много јако. Джиги. И пиво, едно пиво, второ пиво, едно пиво, второ, следниот ден ставам, главава ми ѕвони. Се напив апче, нема везе, натаму, наму, џабу, за руче купив, што купив, земав и пиво. Абе, како го натегнав пивото? Отидева. Не бе, брат, Ништо се не ти. оправив, бе. Се оправив, бе. Ви требаше да го прашате како се оправува од едно джинтониче. Клин со клин. Немите. Клин со клин. Да знаете. Сега, не да претераш, ама ако си пил Да претер. пиво, следниот ден, уште едно дрмни го и ќе се Чекај, оправиш. ама кога стануваш? Не. Абе, добро, на гладно срце. После 12-7 Па сега ладно нешто да испиеш, кола да испиеш, мислам редно да испиеш. Не. Ова те бусти дава, брате, осве за Кока-кола
ти помага да надминеш. Да преживееш. Да. А со ова го преживуваш. Не знам друго, а иначе ти викам, после 12 го лупаш пивото и си нов човек. Нешто сакам ти покажа. Да. Не, Рио ставам. Рил става. Зборете се вие. И ако си пил па ракија, па со ракија после данке на ракија и нов си. Мене, мислам, тоа што збориш ти у лето со искушение со све ова, ја првпат се запознав со тебе, мислам со Fat Kitchen и пробав на Гет, мислам го зборев минатиот пат на Гета журката у МКЦ која беше, која беа и Гоце Сафи, Парти БГ која беа и сите тие работи. Да. Со другар бевме со Сико. Прво јадевме од кај Јојо, супер бургече едно друго и на кај колку беше на кај 11 саат навечер Горас ми доаѓа запијан 300. Тако си. Не, ми вика, брат, ќе одиш таму, има... Значи, вака ми објасна, значи, Горец кога е дрмнат маца, многу ми е јак. Значи, ти објасна, онака те гледа вака и ти објаснува со раце со све. Вика, таму ќе идеш кај еден цаци има, ќе му кажеш, значи, братче, ќе му кажеш пут порк да ти направи супер мевцето, значи не знаеш... Да. И вика, не знаеш колку е јако, значи, онака со задоволство ти го кажа. Викам, добро, ќе идеме. Здраво, ми препорачува пут порк. Лада, пут порк. У 11 сат, врел, ама не знаеш. Знаеш ли како прв пат го пуштив? Беше една дешавка, може го кажав тоа прошли пат, не ми текна. Гоце, со Чвара и со уште една агенција, со НАК, вакво, Ермал правеа еден настан, се викаше барбекю джем. И тоа беше 2019 и се случуваше во или може 2018 да беше? Не, 2019 беше. Во МКЦ позади во паркот се случуваше, исто како Многу беше Гета. журки имаше во МКЦ позади паркот, Да. ама сега таму не беше го Гета, дава. таму Исто беше таму и брат се дешава ова и Гоце, тогаш јас со емисиите бев почнат и ми вика ај демек дојди ти да си држиш штанд. Беа Совка беше Емс вакво, беше Фичо вакво и тото беше кафана. Беа Веган 365. Јојо не беше. Не беше Јојо, тогаш не постоеше. Уште не беше почнат со работа Јојо. Многу ми е јако тоа он као почна. Нема веќе. И брат, тогаш се дешава пул порк, ја го спремам да го ставаме во Тото Дели. Да го ставаме на мени. И викам, мај ќе го пуштам на настанов, па ќе видиме како ќе пројде и ќе го ставиме у Тото Дели. И брат, се дешава прв пат, значи, пошто претходно имало пул порк, беше на конец на времето, имаше една сендвичара. Имаше, тоа добро. Да, и ама не бил толку афирмиран. И сега имаше бургер, не знам, Фичо правеше некој врап и ја пул порк, брат. Ја викам, сам кидам, ко будала. И брат, колку оброци, не знам, нешто 200 оброци спремно. Настанов треба да трае од 3 саат до вечер. 3 саат почнуваме, брат. Ја само се дешава една редица. Прај, не се стига сам, брат. Се погоди среќа, доаѓа, Кире вакво, работи маркетинг на Тото Дели и ми доаѓа, да не ти треба помош? Викам, да не ми треба. Зимај со купони беше тогаш, идеш ти купуваш купончиња и само ги оставаш за да не биде леснето на нас ти тегне. И брат, само теке, саат и пол. Усеавам на Шеле, му викам, Шеле, има ли останато у дуќан уште нешто? Има, вика, носи го и тоа, иде го носи. 2 саати отидоа 200 сендвичи. Вака, седам, сите седат. А тука више се луѓе се јавуваат, дојдете да пробате, има доаѓаат луѓе, нема, се крева фама за хајп се прави за сендвичов. Викам, Шеле, таману Тото Дели сега, утре дента танк, постирање видео, го имаме сендвичов у Тото Дели, прајање, решум, брат. И од тогаш, уствари, Fat Kitchen стана и доста познати по тој пул поркот и си тера. Ја имам повише места не тука пробам на пут порк, ама кај тебе, брат, некако ми е сочен. Има на доста места пул порк. Мислам сега на доста места. Има на други места да пробаш пул порк. Кај тебе ми е, знаеш, кога ќе размислам на пут порк, тоа мислам. Сум пробал на други места ми е сув,
цепкан парчиња Да, поише, ке тебе ми е конец што се вика. Брат, буквално 8 сати секоја вечер, шпоретот кога си идат, имаме шпорет на програма, последната задача на вработениот пред да си оди кога се облака и пред да заклучи од вакво од магазиниот соблек од преп, стиска плей 8 сати, првиот што доаѓа са бајле у 7 сат на работа, прво нешто што прави го вади, го цепка и тоа е, брат. Тоа е многу. Јадевме у Полска. Аха. Лепче, значи као у стил на пастрмајлија. Бриош беше на пол. Не беше бриош на пола, ќе ти го покажам да видиш дека не е бриош на пола. Бриош беше. И ти беше? Пулт порк, кашкавал Добро. и тоа урерна, брат. Аха. Така да е отворено и само лудило, а? До ден денес ми е на јазик. Да. Што беше тоа? Ја не знам, брат, ја кога го пробав, кам луѓе, ова е не е нормална работа. И ќе ти покажам дека не е бриош. Ајде, ужити се. Мене бриош ми е до ден денес останато, ама не знам. До ден денес ми е на јазик тој вкус. Ама Стварно, не знам, нешто посебно беше. Специфично pulled pork, ама искако го е тебе. Значи из pulled porkот, од озгора мајда мерче кашкавалче и што вика оно урерно. Ама имаше и Нешто имаше нешто имаше нешто. плюс не знам што беше, не успеав да го така да го пофатиш. ваквам. Пошто рап му направи. А од кај јадевте? Дајте ќе У Полску, Полска, Полску, на конференција, не на конференција беше. бев. На конференција. Кој го правиш? Не знам, Не некој знам. си. Некој си таму, што си прават, изгледа имат ресторанче, имаш, не знам, пици, бургери, мургери, он ми вика, брат, дојде, Еве ти дека не е бриош. Не се гледа ништо, дечко. Еве го, уствари овето. Дека си беше Багет да не е. лепче. Багет. Багет сега да кажам. Не Били бриош, го, брат. бриош е друго. Багет че. Значи ти Багет, викам, тоа сега да со кажам. кашкавал Како или пица шо и фазон. Како Шо и пица да беше фазон. тоа и од озгори пулпрак и тоа испет. Ова беше, значи, конференција и ги викнале од повеќе со сима. Да. Не пишуваше имиња, што окей, може така сакале, но никој не пишуваше. Ја, например, предходната година кога бевме нешто бургерче, мургерче, едно друго, овие не беа. Он вика, да, брат, ова нешто последново, тука најзабутаното. Здраво, мислам, хело, Се чекаше ред. Се бе, чекаше брат, ред. Овде, чекав ја ред за да дојдам до овде, брат. Па еднаш немаше ми вика чекај 20 минути, па јадевме пред да го јадеме ова бургер и јадевме. Ама по-мали беа. Мин. Да, слајде. И викам, го јадам ова, чим се чека ред мора го, кога го пробав, До кога ден, се препородив. може би една од најдобрите работи што сум ги... Ау. Пут поркот беше искако ке тебе, значи така најдобар, ама кашкавалот, Да, машкавалот. комбинацијата, гледаш, ние никогаш уствари и затоа на компирите со кашкавал соси пулпорк, кога е Друго е. Го зборевме ова и пред една година и ти мислам ми спомна кај у Тото го имаш ова слично направено. не, со кашкавал, не? не. Ова Или не. само бриош што Не, ова нигде не е правено. А имаш и луто бе, да бе, еве, Лутко, ова е лутко, имаше, со имаше. лутото. Да. Халапењо си. Да, халапиња се, Така се. не што беше. И уф. Беше добро. Штета оваа година, оваа знаеше што ми Лани. се деси мене. Лани, да. Марио откажа од старт, кажа не можам да идам со овом вртски авион. Морав да дипломирам. И идам ја. И купено карта, се авион резервирано у хотел. У хотелот резервирано со 5 звезди, со што, базенци. Гейминг конференција. За гейминг. Гейм Со девелопмент, базени, со джакузија, со спа, со значи фолк. На Јане викам, купачите викам, чуе ми, ќе идам, ќе се бањам. Ден пред да идам, ја не можам да станам од кревет, брат. Ла, болиш ти. Не можам да се отварам очи и сваќам дека не можам да мрднам ништо од мене, брат. Ла. А као следниот ден у 12 треба да летам. 12 години сегаш. И сега мајке пробам нешто се оправам со парацетамол и со глупости. Ништо. Не бе, брат. И не бев бе дека се разболеа, бе. Знаеш како ми е криво? До година, ајде. Година. Кога е? Заедно ќе Годинава интересно за таа конференција, пошто се држи во Познан, годинава ја подели на два дела. У Катовице и у Познан. У Катовице сега нешто мај, јуни, а у Познан си е октомври.
Ја не отидов пошто морав да дипломирам. Значи, ја кретенот оставив до, значи, у последен ден 30 октомври е која мора да дипломираш иначе Така, ќе четаш година дена. Јас сум последна листа што има дипломирано годината. И реков дечки не можам да одам, морам да дипломирам. И многу ми е криво пошто година сам аванен технички имав многу добри и спикери и гости, ама годинава здраво Даниела мора да не прати пак во Да, година упознана идеме. GIC. Идеме и Снимате, пада. покривате видео плюс или? Ја генерално Ја требаше да влогам бе брат. Па тоа, Абе не знаеш која идеја у глава ја имав. Дека требаше да го направам брат. И интервјуа требаше да правам. Да го 300 ворам чуда, све. брат. Требаше и кола да купиме, требаше и стан да купиме и студио, Да, требаше све, многу работи. Ама се разболев брат. Се разбора. Јеби га. И се отиде у јаба. За да привршуваме полека, пошто више снимаме доста. Цаци, година дена се работуваме, у нареднава година што ќе правиме. Мора нешто да смислиме, мора некој ивентче да направиме. Може некој ивент. Да. Ивент, да го врземе Купи, со тоа сега да го кажем. гейминг, со све, лето некое, да најдеме дали тука надвор. Веќе знаете дека тука веќе имам нешто надвор еднаш правено. Тука без? Да, бе, брат, од долен пред врата на пер. Гораст имаше некој ивент правеше. Текна чики леле гото. Ај Гораст некој ивент Србите правеше, која беа? брат. А? Србите која Да, да. И па, ние надвор врне, дошт, ние скарата тука танк. Како си тоа, не SGA, туку Shift 2 Shift, нешто така се Тоа вика. околу нова година беше. Да, Камен ладно. Србите беа тука, промовира проект ја што им правев, превод нешто им правев на прекот, Така. небитно. Shift to Games. Shift to Game. Shift to Game се викаше тоа. Е, И така. ја не можев да дојдам дента. И тука и знам дека Така може да може една дешавка да си направиме, мимо све, и едно ивентче да си направиме, може. Ние сме за. Ќе Да. го смислиме ја не што ми се мото у глава сега ќе кажам после. Дебе сега шо? Да бе све. Ќе го сечеме ако треба. Абе, она што е инферно, што од На 500 метри од тука. Шо беше интерно? флиперница брат. Не е флиперица, компјутерница, ама Да, ама имаш и флипери брат. Каде? малце Настелбе кај 30 метри од Ѓорги. Каде? 30 Ѓорги? Кружниот тек 30 метри. Има една куќа што си имаат некој огромен подрум што си го издавале и дечки наши Кај пријатели. џунгла? Игра Змија да не е, бе, не знам, ја не сум бил. Не, бе, а збориш ти према Коменски кога идеш? Па не знам како, ако тука е Ѓорги, тука е кружниот, Добро. Да бе, на Варшавска. не се разбира. Према Да, Ѓор, Варшавска према се вика, Коменски, да. бе, према Коменски. Да. Добро, и кај Змија. Може да е змија, брат. Не знам, не се разбирам. Не работи Змија е тоа подрум таму, да, Е па подрум е, друго не ми Да. техина да има Стварно? нешто така. Многу големо место, го направија со 10 компјутери, конзоли ретро, Inferno Gaming пише на Инстаграм. Сега го отворија викендов на 27 и мислам више снимено е тоа што правиме со нив, го испромовиравме. Ама таму Инферно гейминг. немаш каде, тука па поиш имаш дворче едно друго. Да бе, Варшавска 14, бе, тоа Немаш е. двор, таму е влегуваш и Змија е, змија. Змија, така. Да, че. Да бе, змија. И како изгледа, брат. многу добро изгледа. Многу Браво. О, се договаравме со Вишко и со Владе Не е змија, ама тука. на Кантер 2 да спуцаме таму. Тука Дечки е беше настанче околу. гейминг. Браво. Брат. И дека има тон и све и да се да си доаѓаш лан да играш парти или нешто така. Тоа сега одма ми улету у глава. Немаш таму кај да правиме скарам. Тука барем имаш, ама Ќе се договориме. конзоли тука ќе донесеме, ќе bring your own drink, pay your own burger. Bring your drink, pay your own. Нема да биде бургер, не мора све да е бургер. Да ти кажам искрено. Така го кажав се зема. Да, ма стварно луѓе Фиц ми искочи на рилче. Ето, Ето ти го. тагнат си на видеото. Јас сум тагнат, че? Знаеш у колабата ставам? Колап не ќе да. За тебе генерално, за За мене твојот е пасош. толајна. За Ја кажа причата? Да. Па и ти ни ја кажа, ја бе, кажа и ти ни ја така. кажа. Не бе, немате тагната, брат. Не ти искача тебе, не знам Зашто не ми искача? Не знам. Фет кичен да не сте го тагнат. Не, тебе те тагнав. Само кога Зашто не ќе те ми тагнам излага, тебе не брат? ти искача во на Зашто поруча. Не сме пријатели, изгледа. Не пријатели сте. Не пријатели.
Да, тоа е следна година, пошто соработка ја продолжуваме без никакво Ки си мислење. направиме некој ивентче обавезно, Да. обавезно некој ивентче и за следната таква новогодишна со време ќе се договориме. Так. Исто време ќе биде. Ќе се договориме со време. Готово е? Да не биде апансас, него да ќе биде журка кажеш. Крај на сезона лани правевме буква, у старо буква. Ептно лето ја направивме и не дојдоа многу луѓе. Генерално не ги ни директно поканевме. Да. Така да може би годинава ништо нема да правиме таква завршна. Па и ја мислам да не правим. Не, нема да дојдат луѓе, пошто нешто ми дојде идеја и за таа, ама таму има да дојдат луѓе. Новогодишната. Да. се Ама мрзнаме, не, знаеш што мислам ја? Ја друга идеја за новогодишната имам. Да не снимаме епизода, туку да си направиме едно журче Да. со покани што ќе си ги Да, бе, да, ќе си ги пуштиме ние, да не се замараме со снимање, со такви ствари, со чуда. Чисто нака музиче ќе земеме некој диџеј да си пушта музика, лабаво ќе си истераме цела вечер и тоа е тоа, ќе се видиме, баш новогодишно. Ама оваа супер беше да ти кажам. Добра беше, да. Оваа беше топ, брат. Не, најако ми беше, јас читам, нели, мјатата година со кои све сме соработувале, набраната скокам за последната оставам, ти Гоце Јане позади, ти у средина, Гоце Јане си као, сега те каже, и не те каже. И Гоце као, зашто не го кажувате? Онака уште почнаа те креваат све за да те кажа. Многу беше јака. Иначе да, тоа сега ми ја да го направиме. Морам да го поздравам Полиграматон, кој што посам настанот ни кажа, дечки, ала ви вера, дојдов на настанот, се видов со толку луѓе што ги знам на Инстаграм, а никогаш не сум Убав нетворкинг. Да, Убав нетворкинг. апсолутно нетворкинг. Па знаеш што може да направиме, да ставиме едно камерче, Тоа сега ти кажам. Даде позадина и бркај да, и лайв стрим да иде и да си тера музиката од диџејот на микс некој. Не, лайв стрим ако биде ќе на копирајтнат. Сега да си снима и после најсмешните делови Абе, да ги сте вадам. размислиле за стримање? Да, и не сакам. Специфично не сакам ради време договарање, пошто еве не снимаме у наше студио што е 24/7. За лайв да идеме? Да. Го имавме тоа, сад се хакавме втора сезона лайв да идеме, ама свативме дека А стримање, геймање? Тоа ја многу го сакам, ама јас сакав. Сакав, ама Чекам, не, чекам да си направам геймрум, Аха. дека не можам сега тато, дај ова тато. Тоа е тоа, бе, брат, бе, тоа е тоа. Ама не, пак ќе го има тоа, ама по-друго ќе. И на Не, ти сам, јас сам, не PlayStation, би да, на PlayStation лошото е што мора да купам камерче специјално за PlayStation за да може да се Да стримам. за да можам дека ако сакам да стримам со друго камерче што не е PlayStation ми треба ваков приклучок, таков приклучок, компјутер, па компјутер да го. Си бара И оправа. многу ми е добро, да. многу ми е замарање, брат. Овака, па ако не ќе се земам и камера, па зашо мора со камера да на крај крајава? Да. Само аудио и тоа е тоа. А само аудио? Аудио бе и ја ќе си зборам со чат. А, не бе, брат. Треба да си укара. сака и луѓе да те Се гледаат. сака да те гледа. Не, а у план ми е тоа, да. Сакам тоа. Чекав да си направам мој простор и еднаш пробав, имав еден вју, тоа беше Марио Мицвалов. Абе, брат, викам, дај пушти се на Twitch, види, викам, ја почнав да стримам, види, дали е све како што треба, брат. Ме збуни што збореше посебно камерче, не знам што. Заборев дека немаш компјутер ти. Немам, да, не. Да. И, ама не, Не, сам да кажам специјализиран за да. за А стриминг. не си PC гейминг. Јас сум PlayStation. Конзола. Ако решиме да го правиме тоа, земи го компјутерот што ми е у гепек што го возам со месеци. Тоа е стрим реди, можеш да Абе, да, брат, ама треба и монитори да ставам за него, треба па и сега. 300 чуда, така да овака ми е 1800 денари е камерче од PlayStation, ќе си го купам, ќе си го ставам, брат, и чао, пријатно. ти ќе геймаш на плека, ја на PC ќе стримам гейминг.
И кооп може да правим. Helldivers да играм. Што се да кажам, сакам да одиме уживо за да имаме вака интеракција со публика повише. Проблемот е, никогаш не снимаме, 90% снимаме у понеделник, но некогаш снимаме вторник, среда. ради секогаш гостите. зависи како е бейслово. Па не, ама не зборам за конкретно. И гости. Па не зборам за гости. Башка брат, стримат сите која сакаат, брат. Никој нема фиксно. Не, имаат. Кај нас подкастери имаат. Не. Он За стрим, да. збори за гейминг. Ама не само гейминг, општо било што да седнеш, сега ќе стримам и танк се палиш. И има као Има. датуми од тогаш до тогаш дека вака брат што. Бака прасе као стримам. Секој ден од Стварно? 11 навечер или од 12. Секој ден Секој ден. стримам. На она на кик на. Има ли нешто друго у животот да направи? Па добро, цел ден, цел ден Сега организирај бокс. Видов. Ба што да прави брат, ентертеймент му пали брат. Што да направи гледаат луѓе, треба да си глуп да не го искористиш тоа брат. До душа ја едно време за стриминг, пошто стриминг моментално е многу популарно, секогаш бев као, кај нас има ли стримери некогаш, се појавуваат, ама на Кик. Таму не, таму Не знам што е Кик. Кик е многу слична платформа како Twitch, само не е наменето за гейминг, например Twitch е за гейминг и плюс некои работи, ова е за коцка, дебили, да не набројувам све што е најлошо. Све што не можеш на Twitch, ваму го прават. Чекај, кај нас кои се активни стримери? На што? На Twitch, уопшто. Twitch само ГГ. Има еден дечко Стефан што не следи и нас, поздрав. Стример. Да. Активен си. Се стрима, како можеби секој ден се стрима дечкото. А овој Бадабум мислам дека му се вика Twitchот. Дреникс снима на YouTube. на YouTube. На YouTube си е он. На Kik не сакам ни да ги промовирам, да ги спомнувам. И така. Значи колку се у глобала? 10. Толку? Да. Значи бидете спремни. Огнен 1989 стрим. Стрим. Нишо, цаци, фала ти што не подружи. Фалафел. Мене ми беше Фалафел ти. Мене ми е стално за секогаш задоволство кога се дружиме, посебно пред камера, си имаме муавет што да си направиме. И кога ќе треба следен пат гостин, кога ќе откаже, викајте. Укопши сме. Се шалам, не. Драго ми е што соработката остана, што продолжи и што убава приказна направивме, ја правиме и понатаму. И да сме живи и здрави, јадење ни треба секој ден, така да тоа е најмал проблем. Во сега у петок, официјално на 3 ни е на година. Ке се договориме да бидеш од Дуќан. Ау. Ке снимиме нешто. Јес, готово. Ама Така, трети ова- кој? Трети? Април. Добро. Па сега снимаме, ама ово ќе се ми Добре, тоа. Ова Видовте што се случи. Сега се излегува видеото. И така се прави тоа. Еве ја ќе ги поздравам нашите пријатели за крај. Мислам за крајот од оваа епизода. Само да се заблагодарам на B42 кој што повторно не го обезбеди овој прекрасен простор за да можеме да си ја продолжиме и соработка за асоциација оваа година, може и ви да го обезбедите без за вашите настани и ние ќе го обезбедиме некогаш за журкиче, гейминг журка, више ми се врти у глава и како да биде. Само се благодарам на Бенто Блумкейк кој што ги прават најубавите мали бенто тортички кои што се од 20 до 4 и за да ги нарачате ве молиме направете го тоа од 3 до 4 работни денови, подсетија девојката од кадрово за тоа што треба. Да. Тоа за две торти треба. Да, стајано е све у Календар. Само се заблагодарам на Goblin Games, најголемата и најубавата продавница за друштвени игри и се останато што може да се најде или како Огнеш што сега да нарече гик продавница, кој што слава 25 години, слично како до година новиот почеток кој што славите 25 години. Тоа требаше да го спомнеме, доста го спомнувавме со Фиц. ќе правите некоја журка за 25 години? Сигурно. Концерт Сите со- песни, сите 4 албуми. Сигурно ќе правиме, мора да направиме. Греото е да него. Иначе Марин ве чека за летоска на свирка. Нешто ќе дое. Сигурно ќе свириме негде. Обавезно, ама нешто преку ден, не за спиење. бе. Ќе И како издржи за он гледа, сега ај. до 2 сат за нова година и издржи. Така? Ќе издржи. Не, ама топ си помена летоска. Уште разбори. Топ си помена. Излезе епизода со Фиц. Не цела. Имаме еден дел кај ќе збориме дека би сакале некојаш комикон да направиме у Скопје и на крај да свира добро почеток. Тоа. Завршетокот.
А до тогаш сакам се заблагодарам исто така на Red Bull Македонија кој што не напива со Red Bull и ни даваат крилја и сакам да се заблагодарам за оваа прекрасна соработка од една година која што сега ќе ги дојараме по фритата. Мекен чизот грми. Да се прејадов. Криспито вајда можам да дишам. Криспито вајда беше добро. Јас за жал имам проблеми со забавите, ама ова морам да го дојдам. Таман си е веќе омекнат. Дечки, ако епизода ви беше промоција за Fat Kitchen Буише, јеби ga, ама Нема многу веза. беше оваа епизода. Зашо да не? Чамче муабети беше. Чамче муабети со дебели цацковци.